Добар ден. Ново издание на Автомагазин и нови 30 минути со изобилие на информации од светот на автомобилите. Во денешната емисија ќе ви го прикажеме тестот на Land Rover Discovery Sport. Овој автомобил го тестиравме во Македонија, но ќе ве потсетиме за нашите впечатоци кои ги добивме пред неполна година кога присуствувавме на лансирањето на овој модел на Исланд. Со спортско користите возила ќе се подружиме и преку Mazda CX-9, но за љубителите на вистинските спортски автомобили кои се и кабриолети го резервиравме прилогот за Mercedes SL. Ќе ве прошетаме исто така низ M-City. Тој е град на духови, изграден од Универзитетот во Мичиген и Форд, каде што се тестираат автомобилите кои имаат автономно возење. Па затоа проследете ме. Време е за нова Корола. Поголемо задоволство за 15% пониска цена на сите модели на Корола. Одбери Корола со вклучени алуминиумски бандажи за секој купен модел. Вози и уживај. Ве очекуваме во нашиот салон. Toyota, always a better way. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа. За некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Mercedes-Benz. Разбуди ја енергијата во себе. Новиот Peugeot 208. Наскоро во Македонија. Златен напиша статус. Форд тврди дека Transit Connect е тестиран 6 месеци без престан. Хаштаг да, сигурно. А Тони му стисна лайк на постот. Па си рековме да им докажеме. Одлично. Останаа уште само 5 месеци и 29 дена. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува домаќинско осигурување, патничко и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Американскиот пазар е сосема различен од европскиот, па може би поради тоа најголемото спортско корисно возило под беџот на Mazda не се појави во Европа. Но со новата генерација на CX-9 оваа ситуација ќе биде сменета. 7 седот на Mazda ќе биде представен не само во Америка, туку комерцијализацијата ќе му почне и во Европа. Може би не во почетокот на 2016 година, но секако тоа ќе биде во текот на таа година. Mazda CX-9 со себе ќе донесе и нови технологии, а за што станува збор во следниот прилог. На салонот во Лос Анџелес Mazda ја представи новата генерација CX-9. Теренецот, кој е скоро непознат во Европа, најде на големи реакции на публиката во Америка. Нешто што малку збунува.
Гледајќи вака отстрана, посветувањето толкаво внимание на модел кој зафаќа едва и 2 до 3% од сегментот е непотребно трошење на ресурсите, а Mazda како помал производител на возила нив ги нема во количини како останатите конкуренти. Но фактот дека во сегментот на средно големи кросовери во Америка владае пазар на гужва може да биде голема предност за овој модел на Mazda. CX-9 е големо или средно големо спортско корисно возило. Зависи од каде гледате. Ако сте од онаа страна на Атлантикот, тогаш тој не е така голем, а сега дури е и пократок за 3 см. Во секој случај, неговите 5 метри и 7 см должина се обликувани според кодо дизајнерската филозофија, а за 55 мм поголемото меѓуоскино растојание ветува повеќе корисен простор за седумината патници. Иако вака габаритен, дури и според европските стандарди, CX-9 располага со доста спортски гени во себе. Тој е, така да го наречеме, возачки ориентирано спортско корисно возило, преполно со нови опции за поврзување и подобри системи за безбедност. Миграцијата од големиот 3,7 литарски V6 кон поефикасниот 2,5 литарски мотор ја донесе и SkyActiv технологијата. Новиот турбокомпресор располага со динамичка контрола на надпритисокот што го создава, што значи дека при различен број на вртежи на моторот различно се однесува. Системот не е така комплициран колку што е објаснувањето како работи, а она што Mazda всушност сака да ни го каже е дека овој мотор е парче напредна техника каква не се среќава во оваа класа возила. Во тој поглед е и можноста тој да користи гориво со различна октанска вредност. Кога се точи бензин од 93 октани, испорачува 250 коњски сили, а со употреба на обичниот 87 октански бензин постигнува 227 коњски сили. И покрај тоа, новиот CX-9 ќе покажува поголема агилност благодарејќи на намалената тежина и за 90 кг во верзијата со погон на предните и за 130 во вистинската теренска изведба. И во двата случаи шестстепената автоматика е единствениот избор. Новата конструкција на кабината и подебелите стакла обезбедуваат возење со помалку бучава и вибрации. Згоре на тоа, интериерот во најголем дел изгледа доста добро, давајќи школски пример како кожата и дрвото знаат да коегзистираат со модерниот изглед. Се на се, желбата што неговите креатори ја имаа е постигната. Mazda CX-9 однатре изгледа како солиден премиум производ, нешто што не може да се каже за најголемиот дел на неговите ривали. И покрај сето внимание што го освои новиот CX-9, Mazda засега е воздржана од изнесувањето на очекувањата како тој ќе биде примен на пазарот. Не дека јапонците не веруваат во она што го создале, туку повеќе дека се подготвуваат да бидат изненадени од реакциите. Но кога американските купувачи се во прашање, тие секогаш добро го наградуваат сработеното. Посебно кога знаат дека другите возила на Mazda се со големи предности пред конкурентите. Затоа и се чини дека формулата, како јапонците го надградија CX-9 во оваа негова нова генерација, се чини доволно успешна за да го вивне поблизу до врвот во сегментот. Колку близу ќе дознаеме веќе напролет кога ќе се најде низ продажните салони на американските дилери на марката. Европјаните може да го очекуваат со задоцнување и задолжителното дотерување за пробирливиот пазар. Носител на титулата Auto Best за 2016 година е Fiat Tipo, а со оваа титула Fiat стана прв бренд кој во историјата на Auto Best 3 пати го има освоено ова европско признание. Со вкупно 1492 бода, Fiat Tipo го зграбчи првото место пред Opel Astra за само 7 поени. Hyundai Tucson стигна до третата позиција со 1145 бода, а Honda HR-V и Mazda CX-3 блиску го следеа во вкупното рангирање. Ова беше доста силен надпревар. Гласањето на 26 члена на Auto Best жирито за прв пат од цела Европа беше многу тесно. Предноста на победникот е само неколку бода, што покажува колку добри беа Tipo и Astra. Исто така и останатите финалисти се покажа исклучително добро, што е чист знак дека денес имаме извонредни производи за европските купувачи. Fiat Tipo, the best
by Car of Europe за 2016, односно автомобил со најдобар сооднос на цената и квалитетот. Новото типо семејство беше направено со стратегија одличен автомобил за ниска цена, а не како ефтин автомобил. Резултатот е извонреден производ со се што му е потребно на просечниот европски купувач: дизајнот, моторите, забележливиот квалитет, комфорот, прилагодливоста. Типо е ново изгразување на функционалната страна на брендот Fiat и нов предлог на концепт вредност за парите. Форд започна со тестирање на возилата без возач во градот на духови. Колку и да звучи мистично ова, во суштина не е, бидејќи се работи за тестирање на автономните возила во симулирана градска средина. Полигонот е градот М-Сити, кој е вештачки креирана урбана средина. Тој е изграден од Универзитетот во Мичиген токму со таква намена, да се овозможат тестирање на разни системи кои е невозможно да се изведат во реални услови. Заради тоа и градот во кој никој не живее ќе биде заслужен за подобар квалитет на живеењето на луѓето. Зафаќа површина од околу 8 хектари и ја има целосната инфраструктура како и секое населено место. Во него се изградени улици со семафори, пешачки премени и велосипедски патеки, па дури и места на кои се одвиваат градежни работи. Токму ваквата сеопфатност ќе овозможи добивање на реални резултати. Форд е првиот автомобилски производител кој започна да ја користи оваа симулирана урбана средина за тестирање. Во неа, на најдобар можен и безбеден начин ќе биде тестирано однесувањето на автономните возила во секојдневни ситуации, како што, на пример, е поминувањето на црвено светло. Програмата на Форд ќе овозможи да се предизвика електрониката која треба да го замени возачот да реагира како што се очекува. Согледувањето и елиминирањето на сите скриени и непредвидени особености на автономните системи ќе биде значаен чекор што ќе го забрза низиниот пат кон секојдневноста, онаа реалната во која живеат и луѓе. Како тест субјект ќе биде користена хибридна верзија на Мондео, со која Форд во соработка со Универзитетот во Мичиген веќе некое време изведува вакви испитувања. Бевме сведоци на пристигнувањето на новата ѕвезда на нашето автомобилско небо. Во Македонија премиерно беше покажана петата генерација на Opel Astra, 11-та ако ги броиме и нејзините претходници, односно добро познатиот Кадет. Со овој модел Opel покажа дека е подготвен за ново поглавје кое станува збор за историјата на бестселерите во оваа класа. Новата генерација на Astra е базирана на сосема нова архитектура, задвижувана со потполно нова генерација на агрегати и нуди компоненти и системи познати од повисоките сегменти. Кај неа се искомбинирани ефикасноста со елеганцијата, а ќе се обиде и да го редефинира пазарот со иновациите што ги поседува. Новата Astra ја потврдува водечката позиција на марката во сегментот на компактните автомобили, кажа директорот на Opel за регионот господинот Драган Ненадовиќ. Таа поседува бројни нови технологии и системи за помош од луксузните сегменти кои го потигаат комфорот и безбедноста на патниците на повисоко ниво. Сигурен сум дека новата Astra ја вознемирува премиум класата. Сега Astra е полесна за 200 кг, а најновата генерација мотори ја прават поагилна, поекономична и потивка. Со помали надворешни димензии таа нуди повеќе простор и комфор внатре, за што се заслужни и решенијата како што се сертифицираните ергономски седишта со масажа, вентилација и загревање. Меѓу технологиите и системи за помош на возачот позајмени од повисоките сегменти се интелигентните LED матрикс светла кои целосно ја менуваат перцепцијата на возачот ноќе. Силен впечаток ќе остави и најинтересниот мотор од новото погонско портфолио на Opel, малиот еднолитарски трицилиндричен агрегат со 105 конски сили. Оние со поголеми барања ќе бидат задоволни со новиот 1,4 литарски мотор со 125 и 150 коњи, а на расположение за економично возење ќе бидат трите дизели од 1,6 литри со 95, 110 и 136 конски сили.
Заеднички карактеристики на сите мотори се врвната ефикасност, култивираната работа и пријатното возење, но најпријатно ќе се чувствуваат оние кои цената им е најбитна. За нив Opel специјално им ја подготви новата Astra со познатиот 1,4 литарски мотор со 100 коњски сили, која на нашиот пазар се нуди за привлечни 14.000 евра. Зимата календарски се уште не е започната, но автомобилџиите размислуваат на пролета и летото. Таков е случајот со Мерцедес, кој со обновениот SL нуди многу возбуда во возењето, ветер во косата и шестоцифрена сума за оние кои сакаат да го имаат. Обновениот и реименуван Mercedes GLS не беше единствениот новитет наменет за американската премиера на марката со трокрака звезда на салонот на автомобилите во Лос Анџелес. Големиот и луксузен теренец не беше ниту најзагледуван, затоа што имаше сериозна конкуренција во новата генерација на родстерот SL. За него, германците првично објавија само една фотографија, не придружувана со ништо конкретно. Но и тоа беше доволно фановите на луксузните кабриолети да се запрашаат што ново крие новиот Mercedes SL. А од централата во Штутгарт пристигнаа одговори дури и на непоставените прашања. Најкраткиот одговор беше дека новиот Mercedes SL е поубав, посилен и поопремен. За подолгиот ке треба да кажеме дека, бидејќи родстерот како модел е представен во 2012 година, беше јасно дека се работи за редизајн, а не за нова генерација. Заради тоа и зафатите на германските дизајнери не се толку длабоки колку што се суштински, а новиот семеен изглед му дава посебна убавина на овој отворен двосет. Сепак, добро завршената задача е нешто што се очекува од Мерцедес, посебно кога се работи за ваков скап и луксузен модел. Погледот одблизу ќе покаже дека новото семејно лице е успешно имплементирано на 3 години стариот дизајн. Првиот скоро хипнотички впечаток го создава наопаку поставената маска која сега е поширока на дното отколку при врвот. Диамантската решетка и големата трикрака звезда како магнет го заковуваат погледот на предниот дел на новиот Мерцедес и му даваат изглед кој потсетува на легендарниот 300 SLR од пред 60 на години. Заради тоа и другите детали остануваат некако надвор од видно поле. Меѓу нив е и реобликуваниот браник во кој веќе ги нема LED дневните светла, кои сега се сместени во главните светла со облик инспириран од S-класата. Ниту долгиот поклопец на моторот веќе не е надолжно профилиран, што му дава поблаг изглед, а она што се крие под него е причината зошто со сета слобода новиот Mercedes SL можеме да го наречеме нов. Иако изгледа помалку агресивен, перформансите му се ветувачки како и дизајнот. Во него ќе се вградуваат 4 темпераментни мотора, по еден V6 и V12 и 2 V8. Најмалиот е 3-литарскиот турбо со 367 коњски сили и со него SL400 во Америка стана SL450. 4,7 литарскиот V8 кој ќе се најде во SL500 ќе биде со 455 коњи, а двата најсилни агрегати се резервирани за варијантите со подписот на AMG. Првиот е 5,5 литарскиот V8 со 585, а вториот 6 литарскиот V12 со 630 коњски сили. Овие две битурбомилници ќе бидат спарени со спортската 7-степена AMG трансмисија, додека за не AMG верзијата е резервиран 9-степен автоматик. Mercedes SL е и скап и луксузен модел, сега дури и повеќе од порано. Инфузијата од нови технологии го смести на тронот, место кое заслужено му припаѓа. Зборувањето за нив ќе трае со часови, но реално нема потреба да кажеме ниту збор.
Самиот факт дека се работи за двосет од врвот на понудата на германската марка е доволно речит. Заради тоа и со електрохидравличниот покрив кој се отвара во движење со брзина до 40 км на час, ќе ја заокружиме приказната за новиот SL, која ќе продолжи во април кога ќе му започне продажбата. Уште еден прекрасен есенски ден и уште една теренска авантура. Овој пат со возило кое го пробав пред некои 12 месеци, неполни 12 месеци. Станува збор за Land Rover Discovery Sport. Потполно нов модел кој по номенклатурата на Land Rover треба да го замени, односно веќе го замени Freelanderот. Но Discovery Sport пружа многу повеќе отколку што беше замислено да пружи неговиот претходник. Со потполно нова механика, ново меѓуоскино растојание и, се разбира, извонредно атрактивен дизајн, Discovery Sport сака да каже дека тој ќе биде новиот крал во класата на компактни спортско-корисни возила. Во првиот дел од тестот ние ќе се обидеме да ве подсетиме на нашите тестови кои ги направивме во екстремни услови на студ и снег на Исланд. Тоа беше некаде во средината на јануари оваа година. А денеска, благодарение на времето, ќе се прошетаме од Долно Соње па се до врвот на планината Водно. Овој пат не верувам дека ќе биде голем предизвик за Discovery Sport, бидејќи тој ги има гените на многу поголемите теренски монструми кои ни доаѓаат од истата марка. Land Rover не се шегува со своето име, затоа и во најмалиот модел ги има сите гени кои се неопходни да се совлада екстремен терен. Се разбира, ние нема да имаме екстремен терен, но сепак ќе го доведеме во ситуација да ги пробаме сите електронски помагала на Discovery. Но, како што реков на самиот почеток, прво ќе се подсетиме како се однесуваше Discovery Sport на екстремно ниски температури, на замрзнати патишта, поминување на реки и сето тоа што го снимивме на Исланд. Патот на кого теренците ја доживеа трансформацијата од возила за на нива и терен до отмени и скапи статусни символи е долг и траеше повеќе од 6 децении и беше предводен од Land Rover. Несомнено е дека Discovery Sport е конструиран да биде на врвот на класата. Како демонстрација на амбициите на производителот беше избран Исланд за тест возењата на Discovery Sport, острово лоцирано помеѓу тектонските плочи на Америка и Европа, познато по вулканите, фјордовите, голите, но магични пейзажи, извонредно љубезни жители и климактерични метеоролошки услови, посебно во зима. Тоа искуство за мене беше ново, возбудливо и хектично, а сосема пријатно бидејќи бев под заштита на извонредно возило. Што се однесува до технологијата, Discovery Sport е вистинска ризница на модерните остварувања. Негостолюбивиот терен и временски услови се вистинско место за искушување на инженерските пикантерии. Ниските температури каде нема снег ја замрзнуваат вулканската почва, а поради ниските температури и ветрот, снегот се претвора во мраз. Поголемиот дел од извозените 500 километри ги извозев токму на замрзнати патишта и на терен каде мразот доминира. За проодноста, освен 2-литрениот турбодизел од 150 коњи, се грижи новиот автоматски менувач со 9 преноси и модифицираниот електрохидравличен пренос на сите тркала со 2 диференцијали. Тука е задолжителната електроника која е вмешана во сите делови на механиката. Таа и до 100 пати во минута го надгледува преносот на силата на сите тркала, а за оптимизација се грижат 5 електронски програми кои ја дефинираат дистрибуцијата на силата. Тоа резултира со бескомпромисно мелење на подлогата и триумфално чувство на возачот.
Како поддршка на извонредните возни својства пристигнаа магнетните амортизери кои автоматски се адаптираат на условите на патот, пружајќи врвен комфор и на комплицирани услови за возење. Возењето по со снег покриени патишта или смрзнатите маршрути се покажаа како лесни предизвици за Discovery Sport. Влегувајќи на теренскиот дел од итинерерот, наидовме на водена пречка. Реката Хватахвај, во превод значи Бела река, во потполност го оправдува името. Таа не е замрзната, но има брз тек, длабока е 60 на сантиметри, водата носи парчиња мраз, а коритото е покриено со вулкански песок и камења. Описот на оваа како сол за чиста река не предизвикува, туку опоменува човекот да не си ја провицира судбината. Застанување пред влезот, нежен притисок на педалата за забрзување и авантурата почнува. Ултрасоничните сензори на ретровизорите на централниот дисплеј ја испишуваат длабочината на водата, а во кабината владееше тишина. Ниту звукот, ниту водата продираа во кабината. Само се слушаше резонантниот звук на моторот, а погласен беше топотот на срцето. Преминувањето на реката траеше само 10 на секунди, но во сеќавањето оваа случка ми се врежа како успорена снимка. Феноменално чувство. Остатокот од возењето помина рутински, бидејќи немаше што да ме изненади. Ниту мразот, ниту наталожениот снег на патните правци не беа доволни да ја поколебаат стабилноста на Discovery Sport. Колку да се метеоролошките услови сложени и непријатни за возење, тоа не беше никаква пречка да се чувствувам како во оаза. Со овие импресии продолжувам да го возам Discovery Sport во Македонија. Искрено размислував каде би можел да ги обновам сеќавањата за Исланд, но залудно. Затоа се помирив со питомите и се уште топли метеоролошки услови кои, иако е декември, владеат кај нас. Решив да стигнам до крстот на Водно од страната на Сонја. Не очекував никаква авантура, само сакав да почувствувам какво е однесувањето на Discovery Sport во скоро нормални услови на возење. Искачувајќи се по макадамскиот пат ме обземаа амбивалентни чувства. Бев среќен што имав дрва и прекрасни питурескни пейзажи, кои патем речено безмилосно ги загадуваме и уништуваме. Голиот Исланд пак е сосема спротивен од нашето секојдневие. Без дрва, со ниска вегетација, немилосрден ветер, но насекаде е чисто, а од реките може слободно да се пие вода без никакви последици по здравието. Исландскиот терен е предизвикувачки за возење, додека кај нас без поголеми напори може со возило да се стигне на повеќето планински врвови. Брзото возење на првиот дел од патот ме потсети дека за управувачот на Discovery Sport нема предизвикувачки ситуации. Иако макадамот е неблагодарен за брзо возење, јас не дојдов во ситуација да се напрегам во возењето. Едноставно електрониката си ја вршеше работата, а јас можев опуштено да ја разгледувам боровата шума. Land Rover Discovery Sport не само што е модерно дизајниран, туку е и модерно опремен. Овој дел што го гледате тука, тоа е airbag за пешаците. Не се мислело само на економијата и екологијата која се конструираше оваа возило, туку се мислеше и на безбедноста на пешаците. Но да видиме што се случува во внатрешноста. Класичната концепираност на внатрешноста е примамлива. Централната конзола е опремена со она што треба да има на неа, а додека инструмент таблата е навистина класично концепирана, но воланот ги има сите функцијски копчиња кои се неопходни за командување на богатата опрема. Кога сме кај богатата опрема, мене веднаш во око ми дојде прекинувачот за стартување на светлата. Доколку, по моје мислење, доколку во автомобилот имате мултимедијален дисплеј кој контролира многу работи во автомобилот, има софистицирана навигација, тогаш не можем да сватам зошто нема автоматско палење на светлата, туку морате самите со рака да го запалите. Тоа се разбира дека има дневно светло, но навечер морате да ги палите и гасите светлата сами.
Без оглед дали го возите Discovery Sport на терен или на асфалт, чувството за управувачот е господско. Во тоа многу придонесува 2,2 литрениот мотор од 150 конски сили, кој е впарен со извонредниот 9 степен ZF менувач, се разбира автоматик. Тој има прекинувачи зад воланот, но и во автоматски модус на работа тој пружа навистина големо задоволство во возењето. 9 степени на пренос имаат големи предности. Пред се, овој автомобил, односно ова возило, можете да го возите извонредно динамично, а тоа ќе ви го возможат овие 9 преноси. Доколку сакате економично да поминете во возењето, исто така ќе ви одговори на вашето барање. А неговите прекинувачи кои се наоѓаат зад управувачот и подпирањето на возилото ве тераат малку подинамично да возите. Поради извонредниот сетап на подпирањето, Discovery Sport можете да го возите како автомобил на свиоци и со поголема брзина тој нема да падне на провокација. Иако поминав повеќе од 500 километри низ Македонија, јас осем безгрижност и супериорност не почувствував ништо друго, додека престојував во кабината на Discovery Sport. Се поголемото присуство на рекреативци ме опомена дека милениумскиот крст е во близина. Последната етапа изобилува со каменита подлога, која исто така ја поминав без никаква возбуда. Восхитта дојде кога излегов од возилото. Не поради извозениот пат, туку поради прекрасниот поглед, убавиот ден и задоволството што го поминав со едно речиси совршено возило. И така полека, но сигурно дојдовме до нашето одредиште. Се разбира без никакви потешкоти и без никакви посебни предизвици. Возењето на Discovery Sport е повеќе од интересно. Неговата технологија и извонредната го прават нешто посебно. Тој е направен да остане на оваа позиција. Тоа е на врвот во класата на компактни спортско корисни возила. Гледајќи го вака, може би дискутабилна му е цената, може би на некого и нема да му се допадне премногу конзервативниот дизајн во наводници, но тој е безвременски, како и дизајнот на сите производи на Land Rover, односно Range Rover. Како сублимат можам да кажам дека уживав во секоја секунда во возењето на Discovery Sport и во двете шанси кога имав да го возам. Ова е навистина извонредно возило кое домот му е теренот, но има исто така извонредни манири кога се вози на асфалтот. И на крај што можам да кажам, осем дека не сум возел подобро спортско корисно возило од оваа класа. Ова не е субјективно моје мислење, туку и објективно мислење кое е сублимирано од многу мои колеги низ целиот свет. Едноставно, Land Rover е тато во својата класа. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Следната средба за 7 дена во истиот термин и се разбира на истата фреквенција. До гледање.